Не врне ли дожд од Бога подеднакво за сите? А сонцето не грее ли исто така за сите? Зарем не дишеме воздух сите подеднакво? Па тогаш, како не се срамите да признаете само 3 јазика, а за сите други народи сакате да бидат слепи и глуви? Со овие зборови светиот Кирил филозоф застана во одбрана на словенската писменост и јазик, во расправа со тријазичниците кои тврделе дека Божиото Слово може да се шири само на еврејски, грчки и латински јазик. Свети Кирил ја ширеше идејата за рамноправноста на народите и правото секој народ да го слави Бога на свој јазик, аргументирајќи против културната и религиозната доминација на мал број јазици. Солунските браќа и словенски просветители, светите браќа Кирил и Методий, оставија длабока порака за љубов, знаење, еднаквост и духовност. Преку воздигнување на писменоста и богослужбените книги на мајчин јазик, светите браќа не обврзаа на мисија за еднаквост на сите народи, преку правото на сопствен јазик и писмо во богослужбата. Константин, познат по монашкото име Кирил, и Методий, се браќа родени и пораснати во Солун. Потекнуваат од угледно солунско семејство. Нивни родители биле Лав и Марија. Кирил бил монах, а Методий епископ и архиепископ. Во современиот свет, словенските просветители се мост, што го поврзува вечниот ривалитет на источна и западна Европа. Секоја година на 24 мај продолжува да се слави нивното дело, најмногу од словенските народи. Првиот молебен на гробот на Свети Кирил во Рим е одржан во 1969 година, во рамките на тогашна Југославија. Со молитва и положување венец, македонската држава и македонскиот народ се поклонуваат пред делото и пред жртвата на светителот, кој заедно со својот брат Методий ја осветил словенската реч и го втемелил правото на народите да му се обраќаат на Бога на својот мајчин јазик. Поклонението на гробот на Свети Кирил представува жива врска меѓу минатото и сегашноста, меѓу духовната мисија на словенските апостоли и современата македонска државност. Тоа е сведоштво за историскиот континуитет на македонскиот идентитет, за неговата длабока вкоренетост во христијанската традиција и за неговата отвореност кон европските духовни и културни вредности. Во 1993 година, председателот на Собранието на Република Македонија Стојан Андов ја предводеше државно-црковната делегација на Република Македонија при нејзиниот престој во Ватикан и Рим, во рамки на традиционалната и високозначајна духовно-културна манифестација Македонија во чест на Свети Кирил, посветена на делото и наследството на рамноапостолот и сесловенски просветител Свети Кирил. Во текот на оваа посета, председателот Андов бил примен на свечена папска аудиенција кај неговата светост папата Јован Павле II, настан кој представувал исклучителен момент во развојот на духовните, културните и дипломатските односи меѓу Република Македонија и Светата столица, особено во контекст на меѓународната афирмација на македонската државност во првите години од нејзината самостојност. Со оваа посета, Стојан Андов се запиша во современата македонска државна историја, како прв председател на Собранието на Република Македонија, кој присуствувал на официјалното чествување на 24 мај, денот на светите браќа Кирил и Методий во Ватикан и Рим, и воедно прв председател на Собранието, примен на аудиенција кај папа во рамки на оваа манифестација. Овој настан имаше длабока символична и историска тежина, потврдувајќи ја континуираната поврзаност на македонскиот народ со европската христијанска цивилизација
и со севкупното духовно наследство на светите солунски браќа, чија што мисија представува темел на словенската писменост, култура и идентитет. Икона на Свети Климент Охридски била изработена специјално како протоколарен и духовно символичен подарок за папската аудиенција во 1993-та. Во 1996 година председателот на Собранието на Република Македонија Тито Петковски ја предводеше државно-црковната делегација на Република Македонија при нејзината официјална посета на Ватикан, Светата столица, во рамките на традиционалната духовно-културна манифестација Македонија во чест на Свети Кирил. Во таа свечена пригода, председателот Петковски бил примен на аудиенција кај неговата светост папата Јован Павле II. Во текот на аудиенцијата, неговата светост папата Јован Павле II го прочитал поздравниот говор на француски јазик, упатен кон македонската државно-црковна делегација, со што уште еднаш ја потврди високата почит и вниманието што Светата столица го посветува на оваа манифестација и на македонското духовно и културно наследство. Во рамките на разговорите, папата Јован Павле II покажал особен интерес за делото, мисијата и живиот култ на светите Климент и Наум Охридски, нагласувајќи ја нивната историска улога како најистакнати продолжувачи на Кирило-методиевската традиција и како столбови на христијанската просвета и духовност на словенските народи. Подарената златна монета со диаметар 28,4 см била издадена по повод 5 години самостојност. На предната страна е грбот на Република Македонија со датумот 8 септември, а на задната страна се прикажани 2 штрка во гнездо и надписот 1 златен денар. Штркот во македонската и пошироката европска традиција е символ на живот, обнова, верност и духовна чистота. Како птица преселница што секоја година се враќа, тој ја отелотворува трајноста и верноста кон корените. Двата штрка заедно ја нагласуваат идејата за семејство, заедништво и хармонија, а гнездото символизира дом, татковина, заштита и континуитет на животот. Тоа е метафора за државата како духовен и културен дом што ги чува своите корени. Во 2001 година председателот на Собранието на Република Македонија Стојан Андов повторно ја предводеше државно-црковната делегација на Република Македонија при нејзината официјална посета на Рим и Ватикан во рамките на традиционалната духовно-културна манифестација Македонија во чест на Свети Кирил. За време на аудиенцијата, председателот Стојан Андов, во духот на длабока духовна символика и културна почит, му подари на неговата светост папата Јован Павле II, икона на Исус Христос, изработена на дрво во традиционален византиски иконописен стил. Иконата како врвен израз на православната духовна и уметничка традиција представуваше символичен дар со длабоко значење, преку кој беше изразена вековната поврзаност на македонскиот народ со христијанската вера, како и неговото активно учество во заедничкото европско духовно и цивилизацијско наследство. Изработена според строгите канони на византиската иконописна школа, иконата го отсликувала Христос како централна духовна фигура, носител на светлината, мирот и спасението, прикажан со возвишена смиреност и богата символика. Со овој чин, дарувањето не представуваше само протоколарен гест, туку сведоштво за живата духовна традиција на Македонија, темелена во Кирило-методиевското и охридското наследство и започита кон Светата столица како значаен духовен и морален авторитет во светот. Иконата поставена во контекст на аудиенцијата го нагласи заедничкиот христијански темел што ги поврзува истокот и западот, православието и католицизмот, преку универзалните вредности на верата, љубовта и диалогот. Во 2007 година председателот на Собранието на Република Македонија Љубиша Георгиевски
ја предводеше државно-црковната делегација на Република Македонија при нејзината официјална посета на Ватикан, во рамките на традиционалната духовно-културна манифестација Македонија во чест на Свети Кирил. Во текот на оваа посета, председателот Георгиевски беше примен на свечена аудиенција кај неговата светост, папата Бенедикт XVI, што представуваше значаен момент во продолжувањето на македонското институционално присуство во Ватикан по повод чествувањето на 24 мај, денот на светите браќа Кирил и Методи. За оваа посета беше подарен мозаикот Гулаб од авторот Иван Миколчиќ. Мозаикот бил инспириран од рано христијанските мотиви пронајдени на археолошкиот локалитет Хераклеја Лимкестис во Македонија, што ја символизира длабоката христијанска традиција на македонското тло. Иако во јавноста е примарно познат како врвен научник и истражувач, авторот на мозаикот Иван Миколчиќ имал ретка вештина за практична изработка на мозаици, користејќи ги своите познавања од античките техники за да создава нови уметнички дела. Во 2010-та председателот Трајко Велјановски предводеше државно-црковна делегација во Ватикан во рамките на манифестацијата Македонија во чест на Свети Кирил кај неговата светост папата Бенедикт XVI. Делегацијата во таа пригода ја подари иконата Богородица од Игитрија од авторот Синиша Кашавелски. Иконата Богородица од Игитрија припаѓа на еден од најзначајните и најраспространетите иконографски типови во православната христијанска уметност. Името од Игитрија од грчки, таа што го покажува патот, ја означува Пресвета Богородица како водителка кон Христос, при што со својата рака упатува кон Исус како единствениот пат кон спасението. Во композицијата Богородица е представена фронтално со достоинствен и смирен израз, облечена во темно-црвена мафорија, символ на љубовта, жртвата и страдањето. Со десната рака таа благородно го посочува Христос, додека со левата го држи Исус, кој е прикажан со сериозен и благословувачки гест, што ја нагласува неговата божествена природа и месијанска улога. Христос е облечен во светли тонови, со јасно изразен нимбус со крст, во кој се впишани традиционалните христијански символи. Неговата положба и гестот на благослов дополнително ја зацврстуваат богословската порака на иконата Христос како Спасител и Учител на светот. Иконата е изработена со висока почит кон византиската и поствизантиската традиција, со внимателно избалансирана композиција, хармоничен колорит и прецизна линија. Присутните старословенски и грчки надписи ја потврдуваат канонската исправност и автентичноста на делото. Авторот Синиша Кашавелски преку оваа икона успева да воспостави диалог меѓу традицијата и современото иконописно чувствување, задржувајќи ја духовната строгост и богословската длабочина, карактеристични за православниот иконопис. Оваа икона беше свечено подарена на неговата светост папата Бенедикт XVI од страна на председателот на Собранието на Република Македонија Трајко Велјановски за време на официјалната аудиенција. Дарот представува символичен и духовен гест на почит, како и израз на културното и духовното наследство на македонскиот народ. Како ваква, иконата Богородица од Игитрија не е само литургиски и уметнички предмет, туку и вреден духовен и културен амбасадор, која пренесува пораката на верата, традицијата и историската самобитност на Македонија во еден од најзначајните духовни центри на христијанскиот свет. Во 2013-та, председателот на Собранието Трајко Велјановски предводеше државно-црковна делегација во Ватикан во рамките на манифестацијата Македонија во чест на Свети Кирил кај неговата светост папата Франциск. При оваа посета беше подарена резба розета со цветен мотив на ореово дрво.
Композицијата на розетата е строго центрирана и симетрична, градејќи јасно изразена духовна оска, која го води погледот кон нејзиното јадро. Во самиот центар се наоѓа густо резбан кружен медаљон, исполнет со повеќе листни цветови поставени радијално. Нивните јасно нагласени срцевидни и слоевито моделирани ливчиња создаваат силно чувство на фокус и длабочина. Овој центар делува како визуелно и символичко јадро на композицијата, асоцирајќи на Божиото присуство, изворот на светлина и идејата за рајска полнота. Околу централниот медаљон се развива богат средишен венец од флорални мотиви. Цветовите со отворени ливчиња се испреплетуваат со виткави лисја и гранки, формирајќи хармонична и ритмична целина. Длабоката резба создава изразени сенки и силна тридимензионалност, што и дава живот и динамика на површината. И покрај густината на орнаментот, композицијата останува лесна и избалансирана, без чувство на визуелна тежина, што придонесува за внатрешен мир. Надворишниот кружен појас е оформен како ажурен венец со пробојна орнаментика, составен од полукружни и лачни форми што ритмично се повторуваат. Овој дел наликува на плетенка или венец и дава на розетата воздушност и отвореност. Ажурната структура овозможува продорна светлина, особено кога е поставена на ѕид или на таван, со што се засилува нејзината духовна и символична функција во сакралниот простор. Орнаментиката е длабоко вкоренита во христијанската символика. Цветниот мотив упатува на рајот, обновувањето и воскресението, како и на идејата за чистота и божествен ред. Кружната форма, како доминантен композиционен принцип, символизира вечност, совршенство и бесконечност. Темниот тон на дрвото дополнително ја нагласува достоинственоста и традиционалниот карактер на делото, внесувајќи тивка свеченост која е особено соодветна за сакрален амбиент. Папата Франциск во 2016 година се вброи во листата светски христијански поглавари кои во својот кабинет имаат митра, рачно изработена од монахињите од Бигорското сестринство. Му ја подари председателот на Собранието Трајко Велјановски при неговата аудиенција во Ватикан. Станува збор за уникатна и раскошно рачно изработена митра, со белег на специфичната македонска култура и уметничка традиција, изработена со охридски бисери. Монахињите од манастирот посветен на Свети Георги Победоносец во Рајчица. Оваа митра со своите вешти раце, молитва и труд ја изработувале специјално за папата Франциск. До сега имаат направено околу 1600 митри за целиот православен свет, вклучително и за Вселенскиот, Рускиот, Ерусалимскиот патриарх. Митрата, како што е добро познато, е символ на трновиот венец Христов и своевиден потсетник на одговорноста што престојателот ја носи пред Бога, како поглавар на својот народ. Митрата беше подарена како израз на почит и еден специфичен украс во спомен на пријателството со нашата земја. Желбата на македонската делегација беше оваа митра да го носи белегот на нашата специфична култура и уметничка традиција, нешто што ќе го чува споменот од нашата држава, па затоа во нејзината изработка е употребен прочуениот охридски бисер, традиционално произведен од семејството Талеви. Во ова уметничко дело се испреплетуваат традицијата и современоста, духовноста и естетиката, локалното и универзалното, создавајќи предмет со исклучителна символична и репрезентативна вредност. Затоа, оваа митра представува не само литургиски украс, туку и вреден културен артефакт, кој го чува споменот на еден значаен историски момент и ја сведочи трајната желба за градење пријателство, диалог и меѓусебно почитување.
Со овој свечен дар, македонската делегација во 2016-та ја изрази својата длабока почит кон духовниот авторитет на папата Франциск, но и својата определба за негување на универзалните вредности на мирот, солидарноста, толеранцијата и човечкото достоинство. Во рамките на манифестацијата во чест на Свети Кирил, председателот на Собранието на Република Северна Македонија, Талат Џафери, кој предводеше државно-црковна делегација во 2019-та, беше примен на аудиенција кај неговата светост папата Франциск во Ватикан. Оваа средба представуваше значаен чин на духовен и културен диалог, како и потврда на долгогодишната традиција на чествување на делото и мисијата на светите браќа Кирил и Методи, основоположници на словенската писменост и христијанската просвета. По тој повод, председателот Џафери на папата Франциск му подари бронзена скулптура на светите браќа Кирил и Методи, дело на истакнатиот македонски академски скулптор Томе Серафимовски. Скулптурата е изработена во карактеристичен монументален стил, со нагласена вертикална композиција и јасна символика, преку која се истакнува духовната и просветителската улога на светите браќа. Во уметничка смисла, делото се одликува со смирена, но силна експресија. Фигурата на постариот брат Свети Методи е прикажана како заштитничка и водечка, додека Свети Кирил е представен во чин на духовно созреание и учење, со отворена книга, символ на писменоста, словото и преносот на знаењето. Формите се компактни и сведени, со суптилно моделирани површини, што создаваат чувство на внатрешна сила и достоинство, типично за авторскиот ракопис на Серафимовски. Графичка икона Богородица Несвенлива роза, врамена во стакло, која потекнува од 1837 година, а потеклото и од црквата Успение на Пресвета Богородица од Ново село Штип, подари председателот на Собранието Талат Џафери во 2023 година. Џафери пред 3 години ја предводеше државно-црковната делегација во Ватикан во рамките на манифестацијата во чест на Свети Кирил кај неговата светост папата Франциск. Папата доби и примерок од документарниот филм Јанза за Блаже Конески на македонскиот документарист Никола Калајџиски. За 10 годишнината од понтификатот, папата Франциск од председателот Џафери доби и кутија од лаборес за чување лични работи. Иконата Несвенлива роза ја прикажува Пресвета Богородица со Христос во централната композиција, изведена во иконографскиот тип Несвенлива роза, каде Богородица е символ на духовна чистота, вечна убавина и неисцрпна благодат. Христос е прикажан како благословувач, нагласувајќи ја неговата божествена природа. Стилски, иконата ја одразува поствизантиската традиција од 19 век и представува значајно сведоштво за духовниот и уметничкиот живот во Источна Македонија во првата половина на 19 век. Председателот на Собранието Афрем Гаши годинава ја предводи македонската државно-црковна делегација по повод чествувањето на Свети Кирил и Методи на 24 мај во Рим. Во оваа пригода, собранискиот председател ќе подари скулптура Перо, дело на македонскиот скулптор Андреј Митевски. Скулптурата е дел од циклусот Still Life, во кој потенцира дела кои не се застанати во своето постоење, туку со нивното создавање чинат нов живот. Пердовот како символ за слобода, спиритуалност, поврзаност со возвишеното. Го скокот ка умот ја раѓа мислата дека Пердовот како единка, здушен со сличните нему, ги крши и редефинира законите на физиката, овозможувајќи му на орелот да ги достигне незамисливите врвови. Од Пердовот се раѓа перото, што го символизира растот на човечкиот ум. Играта на спротиставените маси ја чини скулптурата интерактивна, отворена, создавајќи прозорец за мислата на гледачот. Преку оваа годишна свеченост, Република Македонија го потврдува својот цивилизацијски избор
и својата трајна посветеност на идеалите на писменоста, просветата, духовноста и мирот, идеали што браќата Свети Кирил и Методи ги вградија во темелите на словенскиот свет и кои и денес остануваат живо присутни во колективната меморија и духовниот живот на македонскиот народ. По самостојувањето на Република Македонија во 1991 година, оваа традиција продолжи континуирано и се одржува до денес. Воспоставена е и државната традиција на достоинствено и молитвено поклонение пред гробот на Свети Кирил, рамноапостолниот просветител и еден од темелите на словенската духовност и писменост. Секоја година, на 24 мај, денот посветен на светите браќа Кирил и Методи. Во Рим се собираат официјални државни делегации, предводени од највисоките носители на државната власт. Председателот на државата, председателот на собранието и председателот на владата. Овој чин на поклонение, извршен во базиликата Сан Клементе, каде што почива телото на Свети Кирил, представува длабоко духовен и историски израз на благодарност, почит и сеќавање.